Како си, сине? Добар сум, тато. Мајка ти ми имаше кажано дека вечерва со другарите ќе видиш. Па сакав порано да се вратам. Добро, ама зошто тогаш седиш овде, сине? Па за да не останам сам. Да не те мачи нешто, кажи ми. Не, сакав само малку воздух да земам. Да не се искара со другарите. Па не беше нешто сериозно. Некогаш се случуваат такви работи меѓу другарите. Немој да се грижиш, врат? Ти кога ќе посакаш, тогаш влези внатре, врат? Вред. Тато, Повели. ти благодарам за разбирањето. Дај му го оружјето и да си одиме. Ако ви го дадам, овој неранимај кој што е до тебе може сепак да не удри нас. Абе има да те убијам тебе! Доста веќе, Хазим. Прекини, Хазим, ќе го земеме оружјето и ќе си одиме. Ајде, момче, дај ни го оружјето. Немој да се спротивставуваш, ајде! А што ако умреше човекот? Јас веќе да си одам дома. Тето, може јас да останам кај тебе вечер? Туба, ти си одлучила да го полудиш татко ти, гледам. Татко ти не сака некој навечер да останува некаде на друго место. Господи, доволно е за вечерва, ајде. Јас не сакам повеќе да разговарам на било која тема. Ќе си одам во соба сега, добра ви ноќ на сите. Добра ноќ. И јас одам да си легнам. Сите овие работи што се случија денес, многу ме изморија. Туба, мила, мајка ти е во право. Додека е ваква ситуацијата, немој да инсистираш да остануваш. Туба! Туба! Што е, тето? Што е? Што е оваа нервоза? Не можам веќе да издржам, тето. Не можам да издржам, ова девојка толку многу влијае на татко ми. Татко ми ја гледа така наивно и постојано чувствува дека тој треба да ја брани. Туба, мила, ти си најголемиот причинител за тоа, знаеш, нели? Вработи го ти кај тебе, Джим. Може би така Несрин некако ќе ја разоткриеме. Добро. Ќе одам дома, ќе го побарам, ќе видам дали е слободен да се видиме. Но, како ќе го сокриеме ова од татко ти? Немој да се секираш, татко ми нема да дознае. Уф, Туба. Леле, детето се измеша во белја заради мене. Дај го оружјето. Дај го, ајде, оди. Оди! Каде оди, бе? Губи човекот! Каде оди? Тој не направи ништо. Како не направи ништо? Губив, не сакајќи. Сакајќи или не сакајќи, за неважно, губи! Ти реков на тебе да си одиш, Синан. Ајде, оди веќе, оди. Оди, ајде. Оди. Ако и раскаже на фамилијата, веднаш ќе ја избркаат и пек од работа.
Јас треба да одам утре да го видам Синан. Леле Ипек. Дали може би и кажа на неа? Ај. Керко? Мамо, не те разбудив, нели? Не, си седев. Ти како си? Нема нешто лошо, нели? Мамо, добра сум. Мамо, многу ми фалиш. И ти на мене многу ме фалиш, Керко. А само да го избркам тој Хазим од оваа куќа и дај Боже воопшто да не се одделиме. Мамо, биди внимателна, јас многу се плашам да не те повреди тој човек. Мамо, јас ќе ти се јавам подоцна. Ипек, јас утре ќе дојдам кај тебе. Во ред, мамо, добра ноќ. Мене ли ме слушаш ти? Пијам вода, не ти гледаш? Ипек, види вака, многу си вознемирена. Мора малку да се смириш. Постојано се однесуваш како некоја темпирана бомба. Несрен себе си сопиша. Јас поради гнев и амбиции не предизвикав пожар, ти си. Види, госпогица, ако сметаш дека ќе можеш постојано да ме уценуваш и мене и мајка ми поради тоа што си видела, многу се лажеш. Добро. Тогаш јас ќе му кажам на господинот Керим. Кажи му, зарем мислиш дека нема да те праша штом си знаела досега зошто воопшто си молчела? Да, ќе ме праша. Може и нема да поверува. Но ако ништо друго, барем нешто малку сомнително ќе остане во него. Ѓубре едно. Ама и тебе ќе ти дојде редот, госпогица Ипек. Немој да се секираш. Се разбудили? Синоќа, кога дојдов во соба, ти веќе спиеше, не можевме да разговараме. Може сега да разговараме? Пак ли е нешто во врска со Несрин? Не ви здодеа веќе на вистина? Подолго време јас немам проблем со Несрин, ама те молам, немој да очекуваш од мене да молчам за сите овие работи кои што се случија. Селда, јас повеќе ништо не чекам од тебе, да бидам искрен. Бидејќи ти си толку многу ослепена што дури не го ни виде девојчето како се тресаше пред тебе вчера. Јас не ти викам да не им помагаш, ама мора сето ова да има граници. Види, Селда, под нашиот кров живеат две жени кои се целосно безпомошни. И кој да беше на моето место, ќе го направеше истото за овие две безпомошни жени, тоа да ти биде јасно, Селда. Кој да беше на твое место во тој момент кога ќе видеше колку проблеми имаат, ќе ги спратеше никаде. Види сега луѓето што ги следат дојдој на нашата врата. А ти, Керим, си човек што се труди да ја заштити фамилијата. Јас мислам дека Несрин и мајка и не се во ситуација да ја уценуваат нашата фамилија, Селда. И плюс ова се само две жени кои на никого не му прават ништо лошо, само што вие едноставно немате трпение. Ќе продолжам со реновирањето на малата остава и ќе продолжат таму да живеат како претходно. Господи, што ќе правам јас сега? Керим прави се поголеми проблеми. Молам. Здраво, господја Селда. Здраво, господине Селим. Некое време не ме бара, бидејќи јас немав најдено ништо важно. Така е, господине Селим, не мрднавме од мртва точка воопшто. Не успеав да најдам ниту една информација, а се што знам знаете и вие. Господја Селда, кога дојдовте вие кај мене немавте никаква информација. Јас работев со нула информации во моите раце и искрено дознав многу важни работи. Извинете, господине Селим, јас сум малку вознемирена, па... А вие мене зашто ми се јавивте? Не успеав да најдам ништо негативно за другарката на сестрата Нериман. Жената во професијата и во нејзиниот приватен живот нема ништо лошо направено. Тоа беше очигледно. Ви благодарам, господине Селим. Уште еднаш ви се извинувам, простете.
Не е важно, господјо Селда. Се гледаме, ајде. Добар ден, повелете. Здраво. Овде имаше една средногодишна жена. Како се викаше жената што ја барате? Јас дојдов на погрешна адреса изгледа. Имате ли некоја врска со онаа жена што доаѓаше тука? За која жена зборуваш? Имаше една жена, дојде да ја види сестра ти. Јас ги видов оддалеку. Што сакате? Видете, само сакам да ја видам. Имам една заедничка познаничка, сестра Нериман. Сестра ми се врати дома. Добро, а каде е куќата? Нема куќа. Сигурно нема да ви ја дадеме адресата на вас. Не знам што ви е проблемот, но сега ве молам да си одите одовде и да не доаѓате уште еднаш. Ако е ваква ситуацијата, тогаш не смеам да предизвикам сомнеш кај никого. Молам, Джем. Доаѓам на пат сум. Дај ми го пиштолот. Дај ми го. Ајде, ајде, оди. Оди. Каде оди бе? Губи човекот. Каде оди? Тој не направи ништо. Како не направи ништо? Пукаше во човекот. Не сакајки го сторив. Сакајки или не сакајки, зар е важно? Губи! Не можам да кријам вакво нешто. Убив човек. Треба да дознам во каква ситуација. Да доимена? Денеска мајка ми ќе дојде. Дали може дозвола да добијам? Во ред, Типек, се разбери, јас сакав да ја видам мајка ти, убаво излезе ова. Господја Фатма, кажете и на Несрин да дојде во мојата работна соба. Добро, господине Керим. Леле, што ли се случи сега? Види вамо и мене. Погледни ме ти мене сега. Ти нешто многу почна да се мешаш во се. Ни Мерием не се мешаше така. Знаеш дека ќе ме натраш да се пожалам кај господинот Керим. Мислам дека господинот не треба да чека. Ипек? Овие имаат ли навика да се жалат? Па до денеса немаат пожалено ни од мене ни од тетка Мерием. Но искрено и не разбирам зашто зборуваат со господинот. Ајде... Добро бе, не успели да најдеш друго место. Се надевам дека нема Ајше да излезе од некаде. Добре дојдовте, господјо Хандан. Повелете, седнете. Би се напиле ли нешто? Што да нарачам? Джем, ти зошто дојде синоќа во куќата на зет ми? Јас бев таму. Што разговараше со зет ми? Бога ми, господјо Хандан, јас не дојдов да го видам господинот Керим, туку нашата Несрин. А каква работа имаше со Несрин? Вие нели сте смртно скарани? Наша приватна работа, нешто во врска со куќата. Ама господинот Керим не дозволи да се видиме. Разбирам. Како и да е, да се вратиме на нашата тема. Да.
Јас сакам да работиш за мене како мој шофер. Па... Мислам дека не би му се допаднало. А не, зет ми нема да знае. Видете, господјо Хандан, ако ме види господинот Керим покрај вас, тоа е трета светска. Джем, ти дојди и почни со работа. Се додека јас не ти кажам, нема да се моташ никаде наоколу зет ми и нема да те види во ретли. Влези. Сте посакале да ме видите мене? Да, Несрин повели, седнете, молам. Јас разговарав со Джем и после ова нема да ве вознемирува, верувај ми. Ви благодарам, многу ни значи. А и при крај сме со реновирањето на куќата. За помошници, кога ќе заврши, вам ќе ви биде покомотна. Несрин, дојдов овде, бидејќи не сакав да чекаш сама ова време. Зошто? Зошто, господине Керим? Што правам јас? Несрин, има ли уште нешто во врска со тебе што не го знам? Кажи ми, например, некој како Акив што би можел отпосле да се појави во нашите животи? Не, нема. Во ред. Изгледа ви станавме терет повеќе од што треба. Не, никако, не сте терет, никому се разбира. Тетка Ајше. Тетка Ајше. Да не е позади женама. Мамо, многу ми фалиш. И ти на мене, Керко, моја, ми фалиш. Рад си тука, нели? Добре сум, мамо, ти немој да се секираш. Јас тебе те мислам. Повелете. Да доимина, зошто си се мачела? А и пек таман работа, какво мачење? Ги средив работите во кујната, само треба да се послужи. Да даеше, добро дојде. Ти благодарам, Емине, добро ве најдов. Ама не си оди веднаш, сакав да пиеме чај, а? Не, нема да си оди. Нема да одиш, нели, мамо, ќе пиеме еден чај во кујната. И онака нема гужва денес, мислам дека и господја Хандан нема да дојде. Во ред. Па, ајде, пријатно јадење тогаш. Синан, нели е тука?
Не знам, мамо. Ајде ке ти солади чајот. Сега ќе видиш ти што значи со мене да си играш. Што се случи, што рече господинот Керим? Што правиш бе ти? Собирај си гелиштата. Што е вас, зашто јас да си го собирам куферот? Каде одиме, Керко? Керим мисли дека може да си игра со мене како што сака. Си одиме до оваа куќа. Да видиме што ќе прави кога ние ќе си одиме. Бе, Несрин, немаме пари, немаме ништо, нормална ли си? Мамо, нели ти реков да правиш се што ќе ти речам јас? Собери си гелиштата и си одиме, ајде. Ајде, мамо, ајде. И верувај ми, ќе бидеме многу посилни од претходно. Опа! Абе, овој колку тешок бил. Те фати во стапица, бе, дечко. Добро утро. Добро утро, мама. Утрово многу рано стана, гледам. Не успеав да заспиам вчера и после ме фати касно. Ние одиме, господине Керим. Со тоа оружје што пукаше вчера, претходно се направени куп кривични дела. Сега, ако падне тоа во рацете на полицијата, знаеш што ќе се случи, така, свесен си ти? И сега ќе ми бараш пари мене за да не одиш во полиција? Абе, ти многу паметно дете си бил, мајката. Тетка Ајше беше последната што го зема тоа оружје од моите раце. Сигурно има нејзини отисоци. Ако отидеш во полиција за 1 сат,
ќе се дознае дека сме невини. Абе, јас тогаш ќе одам кај татко ти за возврат пари ќе барам. Ви благодариме многу за се што направивте за нас до денес. Но нема да можеме повеќе да седиме тука. Што се случи, Несрин? Јасно е што се случи. Да беше татко ми жив, јас ниту со Джем, ниту пак со Акив ке дојдев до оваа ситуација. Бидејќи тој ке не чуваше нас. Чудна работа. Уште што може да направиме за вас, навистина не разбирам. Керим заради тебе заврши во притвор. Секој ден на врата доаѓа некој човек. Колку лесно ги забораваш работите што се прават за вас. Ова е буквално неблагодарност. Татко ми пред да умре, последните зборови ви ги кажавам. Ајде, мамо. Дај ми го телефонот на татко ти. Ако треба ќе уберам, не ти го давам. Види му, биди паметен, дај ми го бројот или сам ќе си го земам. Ѓубре. Абе, човекот ни со малиот прст не мрдна. Мамо, Керим ке дојде. Види, само што ке стапнеме надвор до оваа врата, Керим ке дојде, ке не земе. Ти не се секирај. Господинот Керим нема да дојде, буквално ги затвори очите и не испрати од куќата. Керим нема да дојде. Несрин, види што ми текна. Дај да се откажеме од одење, јас сега да одам и да кажам дека јас сум те принудила со сила, да им кажам дека многу сум се уморила и дека не можам веќе да издржам ваква неправда и со сила те земав и тебе, ќе им кажам дека се ова се случи заради мене. Нема шанси. Толку го кренав носот што сега не е во ред да проголтам си да се вратам натре. Мекме доаѓа, сигурно ќе ни каже Керим го пратил кјути. Сте си оделе од дома? Да, така беше, ама се откажавме, не си одиме сега. Мамо. Да, Мехмет, си одиме. Тебе господинот Керим ли те испрати? Да, и рече да ве однесам до каде што сакате. Добро би било. Ама навистина Несрин, ова не е возможно. Зарем така ќе си одиме жилбата на сите да исполниме? Погледни ме ти мене. Оди кажи им на тие внатре дека не може така како им текнува да не бркаат нас од дома. Па добро, ама вие сте сакале да одите. Така е. И нив им одговараше, нели? За секунда не оставија пред врата. Не може така. Мамо. Ама па Керко. Мамо, дај бе, не се дери веќе. Мехмет, ти нас однесиме до некој поевтин хотел, може ли така?
Добро, почекајте тука и да ја земам колата. Леле, мене навистина не ми се верува. Зарем се оди вака, бе, Керко? Те молам, малца користи го паметот. Барем една куќа да ни купе овие. Мамо, дај бе, молчи. Молчи малку, те молам. Сигурно има нешто што знам и јас. Има нешто, што знаеш? Што знаеш, ма ти? Што знаеш ти во животот до сега, кажи ми? Деме, Керем ќе го фатиш и ќе ме спасаше мене од овој мизерен живот. Јас ќе одам во работната соба. Момент, чекај малку. Зарем ти ништо нема да направиш сега, Керим? А што можам да направам? Зарем ќе дозволиш вака да се заминат? Ете се случи тоа што сакавте. Готово е. Сега сакате од мене да одам и да ги вратам назад во куќава? Навистина? Ама ова веќе не е фер, Керим. Од кога се дојдени во куќава, постојано се случува некој проблем, во секоја ситуација нас не обвинуваш. Ти како да не познаваш нас, тато не обвини дека сме малтретирале Несрин. Фала му на Бога дека овој проблем си отиде. Не знам, јас се не можам да се израдувам дека се спасивме бидејќи немаат каде да одат. Епа тогаш ке си седеа мирни. Да, добро во ред, јас не го негирам тоа дека татко и го жртвуваше неговиот живот за син ми. Но и девојчето си има проблеми, тоа да не го заборавиме. Мамо, јас се не го бранам девојчето. Само ви кажувам дека немаат каде да одат. Епа тогаш кажи му на машти да им купи една куќа. Нека ја вработат Несрин некаде и тоа е тоа. Ниту јас можам да ги следам сите ситуации тука. Додека се расправаа со сите не замина, а сега кога се смири се замина. Мама, ова е исправното што требаше да биде. Не остана никаков мир во куќата. Мама, Туба е во право. Добро, во право сте, можеби е неправилно да си одат, ама јас воопшто не сум мирна, Беран. Ти не грижи се. Татко ми секако нема да ги остави на улица. И да не се тука, татко ми ќе внимава на нив сигурно. Јас толку многу ја чувам од сите, пред својата фамилија застанав. А види што ми направи таа. И што реков јас толку погрешно за вака да се однесува со мене? Ајде! Тато, јас денес треба да одам во фирмата. Во ред, ќерко, ќе излеземе заедно. Во ред, за колку време ќе излеземе? За кратко доаѓам, ќерко.
Во ред. Копиле едно! Ако сакаш да се тепаме, ајде ќе се тепаме, ѓубре! Не знам кој си и што си. Ама очигледно мислиш дека си обезбедување на Ипек и Најше. Сите ќе ме докреќам до еден. Аби идиото еден, ти си тој што треба да ги чуба. Секако од идиот како тебе не очекувам такво нешто. Очигледно дека Ајше Ипек ти кажувале многу невистини работи за мене. Зарем има потреба тие да ми раскажат нешто за тебе, очигледно што ѓубре си. Ајше и Ипек не се така невини како што изгледаат. Знаеш ли какви лисици се тие две, а? Очигледно дека имаш пари. Сакаат да ги сошалиш за да истицаат некој динар од теб. Абе, ти си тој што е лаком, ѓубре едно, а? Нели е така? Зарем пред малку не се обиде да ми сплашиш со полиција? Да ми издечеш некој динар, така? Почекај сега да видиш, за кратко. Блефираш ти! Ајше, дома ли си, Ајше? Ајше? Господине Хазим, ти ли си тука? Што е мори Ајше, што се дереш? Ја нема Ајше. Нема да те оставам нова. Ти си една обична нула, господине. На никој ништо не можеш да направиш. Ипек, Несрин и Фатма се заминале. Без дозвола ли? Не, заминале за секогаш, господја Султан ми кажа. Со господја Селда ли се искарале? Не знам, господја Султан ми кажа дека си заминале и ајде да се организираме. Ај, бога ми, добро што си отишле. Со такви луѓе тешко човек може да се справи. Па да, такви бе, ама. Јас искрено не мислев дека тие две може толку лесно да си одат. Ете си отишле. Што уште ја евалуирате работата, треба само да се радувате. Може би Несрин не, ама Фатма си работеше. Не викај така да дојмине. Тетка Фатма повеќе од тоа што работеше, зборуваше и не малтретираше. Се уште е многу рано. Пред да одам ќе ви помогнам на вас, па така ќе си одам. Таман работа ти ткаеше и јас не го кажав тоа за да ни помагаш. Вие средете ги домашните работи, јас ќе средам во кујната. Не, кујната е моја работа, не може. Ке средиме ние, мамо. Ајде ти оди пред да те фати касно. Не, таман работа да не речат. Сега Емине и Ипек останале сами и не успеале да ги завршат работите. Нема да се случи тоа. Господја Селда е жена со разбирање. На толку вработени во оваа куќа, доаѓале луѓе од надвор за да ги бришат прозорите додека беше тука Дада Меријам, но таа ништо не велеше. Вие мене слушајте ме. До вечер куќава да биде цакум пакум. Да светнеме се и за вечер спремете една убава маса, нема на никој да му текне на овие две. Епа, штом ти толку сакаш? Сакам, да. Ај, добро. Превкусно е се.
Ова е најефтиниот хотел што го знам. Тука ли да останеме? Јас нема шанси да останам тука, ова место не е ни сигурно. Извини, каде на друго место може да одиме? Подобро дома да си одиме. Јас не останувам тука, Кирко. Па, да, за тебе лесно е. Секако јас сум таа што јаде ќотек од джем и ја малтретира. Несрин, подобро да јадеш дома ќотек од джем наместо да останеме тука. Мехмет? Може ли малку пари да ми дадеш мене? Мислам на заем. Чекај малку. Сега ти бараш пари за да останеш тука ли? И да имаш, немој да ја даваш, синко. Прости, Несрин, ама немам пари со мене. Ајде стани. Одиме кај господинот Кирим, ако треба јас се ќе му раскажам, ќе му кажам во колку тешка ситуација сме. Не. Ако треба ќе одам дома да ме малтретира джем, ама во таа куќа не одам. Одиме дома. Качувај се во кола, мамо. Шуле, дома си уште? Да, али искрено не се чувствувам добро. Не успевам да излезам од кревет. А зошто не ми се јави порано? Јас го одложив состанокот за после ручек. Се извинувам, Злато, ама од ова лошење во мене не ми е добро и не ми текна да се јавам. Али те молам, немој да ме критикуваш како да сум направила нешто лошо. Не те критикувам. Ама јас тебе ти кажувам дека воопшто не сум добро и не можам од кревет да станам, а ти ми кажуваш си има состанок, си го одложил. Добро, во право си, во ред. Сагаш да дојдам? Не, нема потреба. Сега излегов и на балконот да ме фати воздух. И на преглед ќе одам сама, ти не оставај ги работите, добро? А, не. Јас ќе дојдам на другиот преглед. Али, Злато, очигледно дека си во гужва. Не, Шуле, сакам да бидам таму. Во ред, али ти си знаеш за се. Во ред, јас сега мора да спуштам, се гледаме вечер, во ред? Во ред, се гледаме. Ако имаш некоја потреба, те молам, јави се. Во ред, ќе се јавам. Од каде излезе сега ова внимание? Ако продолжи вака пред свадба, ќе дозна дека не сум бремена. Несрин мора да ми ја заврши оваа работа, што сака нека прави. Ајде, Несрин, ајде. Ај, не ми се јавува. Сигурно е некаде со тој мистериозниот. Како мачки бездомници си свиткавме опашката и се вративме во шупава. Несрин, јас веќе треба да одам. Оди си, Мехмет, оди си, ајде. Оди раскажи им на тие сурови луѓе во каков пекол не фрлија нас. За кратко и ѓаволот ке не дојде, ајде, оди си пред да дојде Джем, ајде, оди. Погледни не. Вака така си се вративме тука како попчиња. Човекот ни еден телефон не крена. Човек како ништо друго, барем ке кренеше некаков телефон. Како сте, што сте да праша? Мајка ми е во право. Керим воопшто не се загрижи за тоа што си отидовме од куќата. Сгрешив што си отидов од куќата. Пред да се осигурам дека го имам во моите раце, не требаше да правам вакви работи.
Треба да обрнувам повеќе внимание на Шуле. Бременоста не е лесна. Дојди, Берен. Мислев дека неколку дена нема да доаѓаш. Имам работи што треба да ги завршам. Татко ми дозволи и дојдов. Сама ли дојде? Не, со татко ми дојдов. Берен, ситуацијата со Назим ќе се реши за скоро. Али искрено, јас дојдов денес да ја разговарам баш таа ситуација со тебе. Искрено, почнав многу да се плашам. Немој да се плашиш. Нема да дозволам тој неранимајко било како да те повреди. Ама, секако ако ме слушаш мене, изборовите на татко ти. Али јас не се плашам за мене, се плашам за татко ми. Кога дојде Назим во близина на нашата улица, како побудален излета на улицата. Се изводив од памет дека некаде ќе се сретнат. Да се случеше нешто заради мене, никогаш немаше да си простам. Кога те гледам дека си толку исплашена заради тој неранимајко, ми доаѓа да го убијам.